Рамномерниот регионален развој останува во фокусот на ресорното министерство. Оттаму најавуваат дека во 2019 година буџетот за оваа намена ќе биде за половина потежок од ланскиот. Рамномерниот регионален развој е приоритет во 2019 година, а акцентот го стават на економскиот развој. 2019 ќе биде уште поуспешна од претходната, ако се има предвид дека буџетските средства за проекти за рамномерен регионален развој во однос на 2018 година се зголемени за над 50%, а средствата за кофинансирање на проекти за прекугранична соработка за 100%. Минатата година со 4,5 милиони евра се финансирани вкупно 98 проекти за развој на планските региони, за развој на селата и подрачјата со специфични развојни потреби. Тоа значи 98 инфраструктурни зафати или пак подготовка на техничка документација за изградба на локална, патна, канализациона или водоводна мрежа, прочистителна станица или други интервенции кои што решават проблеми на граѓаните. Министерството најавува и двојно зголемување на финансиската помош за 8 плански региони, за што се наменети 7 милиони евра. Е за 100% повеќе средства во однос од 2017 година. Нашата цел на владата и на Министерството за локална самоуправа е со поголемо насочување на средства во помалку развиените плански региони и во селата да ги намалиме разликите во квалитетот на живење кои што се огромни. Ние зборуваме за поделеност на општеството по етничка и религиозна основа, но за жал најголемата поделеност, најголеми разлики има во можностите кои што ги имат жителите на Скопје и жителите на малите и особено на руралните општини. Енормното насочување на средства само во Скопје и тоа само во централното градско подрачје, разликите ги зголеми до апсурд. Приоритет на ова влада е со поголема координација средствата од различните ресори да се насочуваат таму каде што има најголема потреба. Од Министерството за локална самоуправа велат дека ќе се концентрираат и на реализација на проекти за прекугранична соработка финансирани со средства од Европската унија преку ИПА инструментот. Овие проекти се кофинансирани со 15% од буџетот на државата.